гледачите на ТВ Нова. Имаше некои најави и очекувања, информации дека овие 3 дена ќе бидат клучни, од понеделник до денеска заклучено среда, еве го истекува и овој ден, нема некои предвижувања, ситуацијата во собранието е иста како што беше во четвртокот. Очекувате ли да се случи нешто ова попладне или евентуално утре, или сепак великденските празници граѓаните ќе ги поминат мирно? Па јас лично не очекувам, не знам, сега гледаме дека има такви најави и дека се сериозни тие најави. Дури вчера за малку ќе дошло до некои препирки кои што ќе значиле отстранување на Трајко Велјановски од неговото место, од неговото столче и поставување на друг најстар пратеник кој ќе води седницата и да се избере со на некој начин државен удар да се избере нов претседател, односно истиот претседател да заседава додека не се избере нов претседател. Така што не дојде до тоа, како што прочитавме на порталите, дека имало добар дел од пратеници во СДСМ кои не сакале такво сценарио, кои биле за решавање на работите по демократски пат и среќа што превлада таа опција. Од друга страна, сите ги подценуваат, не знам зошто тоа, бидејќи постојано и опозицијата и албанските партии и македонските се повикуваме на западните држави како е таму. Значи таму народот има невиден приоритет. Без оглед што сега ЕУ не ги бира на непосредни избори ЕУ пратениците, меѓутоа во државите доколку се појави толку народ, 10% население и тоа 44-5 дена да протестира, тогаш мора некој да разговара со нив. Нив не ги воопшто не ги како да кажам лоцираат, не ги препознаваат дека излегуваат и не сега да разговараат, дури ги навредуваат со навредливи зборови дека се црна револуција, дека не знам што и претседателот на СДСМ ги нареди со еден збор кој не е за во јавноста, да не го повторуваме може на социјални мрежи, меѓутоа овде не. Бидејќи доколку тоа се случи во било која цивилизирана демократска европска држава, веднаш ќе ги повикаат на разговор, барем да ги сослушаат. Може би тоа и нив на некој начин ќе ги амортизира, ќе ги среди и ќе им дадат некоја надеж. Меѓутоа, штом оди тешко избирањето на претседател на собранието и штом оди тешко избирање на не престануваат протестите всушност во Република Македонија, значи треба да се преземе нешто друго. Ја тука повторно би го спомнал Али Ахмети како сериозен политичар без оглед на целата позадина дека бил командант на она и така натаму. Мислам дека и ова и неколку претходни негови размислувања, или уште еднаш рече он дека без ВМРО ДПМН ова криза не може да се реши. Сега повторно рече дека не гледат светло на излез од тунелот, што значи дека треба да се преземе нешто друго. Токму ова за што разговараме ние, дека треба, еве ја слушнавме и изјавата на господин Никола Груевски, рече дека повикува на преговори, меѓутоа дека другата страна не е спремна на тоа затоа што некаде ветила нешто. Меѓутоа не е ова прв пат она изјава негова дека со сите расположиви средства ќе доколку дое до насилно, преземање на собранието, ќе се обидат да ги спречат. Тоа не значи дека тоа е некоја изјава на закана или нешто. Тоа значи дека оние демократски средства кои ги имаат на располагање ќе ги употребат. А всушност доказ за тоа и писмените документи кои се ставени на маса, а и усмените претходни искажани работи. Значи писмените документи се меморандумот и претходно имаше она како беше документот Патокас манифест. Тие два документи кои се веќе на маса и кои се однесуваат точно на конкретната состојба. Избор на претседател на собрание, разговор за победник со победник, разговор за тоа кој ќе состави влада и така натаму, некои 4 точки во патокасот ги има, кои одат кон директно решавање на работите за краток временски период. Значи да се знае тоа дали е тиранската програма на маса или не. Таа несретна тиранска програма гледаме дека и во Тирана не ја сакаат. Претседателот на опозицијата Спахиу рече дека тоа е производ на потезите на Еди Рама, кој има сериозни внатрешни проблеми во Република Македонија, па со оваа платформа сака да ги амортизира и да направи поени за наредните избори во Албанија. И како што гледаме, тој се меша во сите интервјуа, се меша во внатрешните работи на Македонија, дава изјави, најверојатно ќе се упати и писмо
да престане да го прави тоа. Тој оценува дали граѓаните овде од албанска етничка заедница се од втор ред или од прв ред, без воопшто ни еден ден да поминал во Македонија. Ние знаеме дека според Охридскиот договор и според сите други документи, албанците ги имаат сите права и може да се каже дека се од прв ред, може би приоритетен ред и пред македонците. Тие се градоначалници, министри, заменици на собрание, председатели, значи заменици председатели на влада и така натаму, ги уживаат сите права што ги нудат на меѓународните документи и повеќе од тоа, така што мислам дека тоа беше една несретна изјава на која домашните политичари наседнаа. Еднаш Халили рече тука во емисија дека му биле на роден ден на Рама. Мислам дека не е тоа повод за роден ден, меѓутоа се потпиша во Тирана, тоа е понижувачки акт кон Република Македонија и точките што ги содржи се против уставни. Така што дојде до тоа, како што каже и самиот лидер на нивната опозиција Спакију, да председателот Иванов не го даде мандатот оправдано, бидејќи тоа е провокација и бидејќи е против уставно такво действие, мешање на странска држава во работите на друга држава, а од друга страна самиот документ е исто така провокативен и противуставен. Така што се искомплицираа работите и сега ова изјава на Ахмети, која он ја кажа, води нешто слично, само што не кажа дека треба да се преземат некои други действија. Кои би биле тие действија, бидејќи тој повикува да нема закани, да нема тензии, значи тие действија би биле само преговори. Меѓутоа, ако некој некому ветил нешто и мора да го исполни, затоа тој не ги констатира, не ги согледува тие преговори, не сака ни да разговара и ги одбива веднаш уште пред да почне да се разговара за нив. Меѓутоа, моje лично мислење е дека на крај пак ќе мора да дојде до преговори, односно до договор, до тоа да се направат нови избори во кои ќе биде ставена на масата платформа и во која ќе можат сите граѓани на Република Македонија да се изјаснат дали ги прифаќаат тие работи или не ги прифаќаат, бидејќи најголемиот дел од тие работи што ги бараат сега албанските партии во таа албанска платформа се, да речеме, ги засегнуваат и македонците. Нели, промена на знамето, грбот, химната, има делови и за промена на името, преговори со Бугарија, со Грција, тоа значи тоа. Може би и териториите се во прашање, бидејќи нели интегрирано управување со гранични премени, понатаму управување со финансиските средства. Ние знаеме кога беше СФРЈ, да кажеме, Федерација Југославија, тогаш финансите се контролира од центарот. Немаше значи да ги контролираат републиките, туку од центарот, и се правиат тие петолетки, десетолетки планови според кои се пуштаа пари во републиките за развој. Некои републики беа поразвиени, некои понеразвиени, спрема бројот на жителите и така натаму, значи се прави план тука. Ако треба да се направи овој пат Кичево-Гостивар, тој не може да се и понатаму, нели, сега се прави Охрид, не може да се направи со средства од локалната самоуправа, туку треба од државната каса. Ако се прави од државната каса, тогаш треба да се договори. Тоа значи треба да се контролира комплетно од државната каса, освен ако не е во прашање она што многу луѓе го зборуваат во последно време, односно кантонизација и потполна федерализација на државата, што не било на маса пред изборите. И затоа не може да се гради нешто со некоја платформа која им се става на маса на граѓаните пред избори. Јас не веламе, албанските партии викаат дека ја имале таа платформа пред изборите во нивните програми, можеби, ја не сум ја прочитал, меѓутоа сигурно ја немале македонските граѓани, затоа што ја знаеме она програма на СДСМ која беше нели препишана од една српска партија, Двери, која никаде не може се најде дека ќе се федерализира државата, односно дека ќе се зборува за името, знамето и така натаму. Од друга страна, кога сте вие уценети, кога е ставено тоа на маса, тоа ќе значи дека утре може да ви побараат уште многу работи, веќе уште не почнато, значи не е формирана владата, веќе две работи се договорени: промена на банкнотите и промена на овие обележја на овие, како се викаат, војните униформи. Така што тоа се две работи надвор од програмата, а ми се чини дека има уште некои работи кои се бараат сега надвор од програмата, кои се прифатени затоа што СДСМ, бидејќи нели не победи на изборите, е во подредена положба. Сега мора да прифаќа све ако сака да управува, така што и од друга страна лабави се и мнозинства.
Значи 51 има ВМРО, 49 имаат СДСМ, од друга страна ДУИ има 10, имаше 19, а има, да речеме, па без него поддржува Талат Джафери за председател на собрание. Така што работите се многу измешани и од таква ситуација излез може да се најде само со предвремени парламентарни избори. Ако можеше СДСМ 2014 или 2015, кога се распламте целата ситуација, да бара нови избори со 82 пратеника, кои чисто победија на изборите, затоа што нема ни една бомба за 2014, нема видовме дека нема фантовски гласачи, и тие 2 години водеа една политика кризна во која бараа предвремени избори и дојдоа до тоа да направат предвремени избори. Сега кога гледаме дека реформите на Прибе, дека реформите кои ги бара Советот на Европа не може да се спроведат на ваков начин, и не може да изберете председател на собрание, а од друга страна и да изберете председател на собрание, Иванов јасно кажа дека не го дава мандатот. Според член 84 од Уставот на Република Македонија, мандатот го определува председателот на државата. Како ќе изберат влада? Секоја влада што ќе се избере без да се даде мандатот ќе биде против устав. И не може да влезат тие министри, таа влада која избера на таков начин во собранието. Најверојатно ќе има уставна иницијатива за испитување на уставноста, меѓутоа веќе еднаш тоа прашање е решавано. Значи 92 Уставниот суд донел одлука дека председателот на државата може да го даде мандатот на кого сака, така што повторно по аналогија на тоа би требало да донесе истата одлука и апсолутно, значи таа влада ќе биде противзаконска, повторно ќе има нови тензии во собранието и затоа е најдобро прво да се направат предвремени парламентарни избори за да може да се разреши ситуацијата, а предвремените парламентарни избори сигурно ќе донесат друг резултат, нема да биде истиот резултат и затоа што ќе се гласа за овие прашања за кои не се гласаше пред изборите. Затоа што ако ставите вие вакви прашања на маса после изборите, посебно тоа се однесува за македонските партии, бидејќи албанските вика дека ги имале, тоа е постизборна измам. Вие сте ги измамиле вашите гласачи кои мислеле дека вие ќе се борите за унапредување на економија и други работи, а не за... сега се спинува тоа од другата страна дека као наводно се работи за заштита на некој криминал, иако знаеме дека се води и од страна на ОЈАО, сериозни критични дела има за некои функционери од опозицијата, и од страна на СЈО се водат постапки од прислушкуваните разговори, и тие работи не треба да се мешаат. Овде се работи за интересите на државата во платформата, значи дали ќе имаме атрибутите на државата, дали ќе биде цела држава двојазична, па ќе се изгуби идентитетот на државата, а не верувам дека пак од друга страна има некои граѓани албански кои би сакало Струмица или Берово или Делчево или Пекчево да се зборува албански јазик. Што значи дека тоа се наметнати решенија кризни, меѓутоа мислам дека со тие решенија предалеку се отиде. И затоа треба да се излезе повторно да се види дали е некој за тоа или не. По моје мислење би требало да не е и поради тоа сметам дека би се сменил, може би не драстично, меѓутоа би се сменил резултатот. Од друга страна, велиме зошто сега фактички ВМРО ДПМН е нели 2006 година, 2008, 2011 и 2014 зошто добиле, а да речеме 2011 еве се укинати овие хашките случаи. Тоа е друга работа. Значи, прво беше прашањето на ВМРО ДПМН во тие години имаше 63 пратеника. Не ни морало да прави коалиција. Од друга страна, хашките случаи беа тука и од 2002 и до 2006. Па не беа решавани, бидејќи подоцна избледуваат фактите и доказите ги снемува за тие работи. По поминување на 10 години се случува тоа. Меѓутоа, од друга страна пак, целата ова работа се случува на ист начин, со исти луѓе во континуитет. Значи, прво беше 2001 година, кога нели исто структурите на Џорџ Сорос со меѓународна група, кризна група на чело со Едгар Џозеф, ја руша државата со конфликт од надвор, кој дојде од Косово, и финализација на тој конфликт беше Охридскиот рамковен договор. Значи, истите тие структури. Потоа истите структури
се залага за донесување на закон за локална самоуправа, каде што се изгубија Кичево, Струга, Чаир, Куманово, Скопје станаа двојазични градови кои, да кажеме, во Кичево тогаш имаше 75% македонци. Струга исто така беше побројна со македонци, се убација уште неколку села и тие општини веќе не се. Така што да не забораваме и ние, и граѓаните што протестираат, и сите граѓани на Република Македонија, дека се тоа што се даде, нема враќање назад веќе. Се ова што се бара, веќе гледаме ние дека не се бара нешто за човекови права кои веќе постојат и како што кажав, ги има, ние имаме луѓе со муслиманска вероисповеданост, роми и турци, кои се зачленуваат во ДУИ само за да дојдат до работно место. Ви имате луѓе што завршиле на Кембридж, нели сега владата праќа одредени студенти таму за да бидеме во чекор со светот, кои нема да се примат доколку има некој со рамковен договор. Тоа е така наречена позитивна дискриминација, каде што има повеќе права отколку што ги има било која друга заедница и како што знаеме сите, оваа платформа предвидува бинационалност, а не унитарна и суверена држава, како што беше Македонија до сега и не може да споредуваме ништо такво со приликите во, да кажеме, Швајцарија, Белгија. Тоа е друг свет, други држави. Овде со векови ние сме живееле мултикултурно, мултиетнички и не сме ги имале тие проблеми само поради тоа додека таму се западни општества кои се на многу повисоко ниво. Кај нас најголем проблем се економските прашања кои треба да се решаваат и гледаме дека овие денови има нови странски инвестиции, се решаваат тие прашања, тоа треба да ни биде приоритет, а тие прашања во овие држави кои се зборуваат Швајцарија и Белгија се решени на највисоко можно ниво. Господин Даштевски, ви благодарам за оваа исцрпна анализа. Имав повеќе подпрашања, но ги опфативте сите во вашата анализа. Ви благодарам многу што бевте наш гостин.